Добро вечер, балдовци. Сакам да ви кажам дека вечер ви имам особена чест да се представам во својство на кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН од изборната единица 4. Предходните наши средби беа како председател на Општинскиот комитет. Сакам да ви кажам дека Струмица е градот во кој ќе се бие најтешката битка. Битката не за Славе Гошев, не за Васил Пишев, не за Силвана Бонева, не за Зоран Ставревски. Битката во која треба да победиме сите заедно, за да кажеме едно големо не за Зоран Заев и неговата олигархија во Струмица, која ни остава вакви споменици од неговото владење, како што е салата зад нас. Само затоа што се работи за интерес на неговите бизнис партнери, кои за 500.000 денари потоа купуваат гласови во Балдовци и останатите населени места. Почитувани жители на Балдовци, сакам да ви кажам дека нивното време одминува, нашето време доаѓа. На централна власт бевме 5 години. Самите знаете какви успеси имаме. Во наредниот период, покрај сигурната победа на изборите на 5 јуни, ќе се бориме и да ги освоиме локалните избори, за да можеме Балдовци и сите населени места да го добијат оној лик кој што го заслужуваат. Мене ме е искрено срам да стојам пред ваков објект. Јас многу пати со вас сум разговарал дека 4 години не можат да иселат една машина. 4 години жителите на Балдовци се робови на неговите блиски односи со неговите бизнис партнери. Тоа ли е Зоран Заев? Тоа ли е локална самоуправа? И затоа ве повикувам на 5 јуни, сложно, онака како што ликува на ВМРО ДПМН, однака како што победничко Балдовци знае, да излеземе на гласачките места, да го заокружиме бројот 5 и да му кажеме не на Зоран Заев, туку да за реформите, да за победата на ВМРО ДПМН, да за побова Струмица. Да сте живи и здрави, одиме на победа. Благодарам. Добро вечер, браќа и сестри. Добро вечер, драги пријатели. Мило ми е што вечерва се гледаме повторно, но жалам што, како што кажа и Славе, овде стоиме пред овој срам за Балдовци, меѓутоа и за целиот струмички регион и Струмица, бидејќи Зоран Заев многу често зборува дека Струмица била европска, а гледаме каков е вистинскиот лик на европска Струмица и на најблиското место до Струмица. Жалам што ветувањето кое што беше дадено од Заев, да се направат 500 метри пат, да се сврзе Балдовци со патот за Куклиш и да биде многу полесна комуникацијата на населението, остана само една голема лага. За разлика од СДСМ, ВМРО ДПМН се што вети во изминатиот период се исполни. Сите вие знаете дека и во време на економска криза ВМРО ДПМН остана на своите ветувања. На пензионерите им ги врати 8% кои што им ги скина Бранко и им кажа дека ако им ги врати, бродот на државата ќе потоне. ВМРО ДПМН ги каче пензиите 30%, 40% на најмалите пензии, повторно бродот не потона. Дури ги прати пензионерите и на бајна. На сите земјоделци од 5 милиони на 115 милиони евра им даде субвенции. И тоа ветување го оддржа. И сите вие треба да знаете дека ВМРО ДПМН ги одржува своите ветувања. Ке ве подсетам само, 5 факултети за нашите деца овде во Струмица да може дома да јадат, дома да спијат, на иста софра сите заедно да бидат, а пак да им учат децата и пак да можат сите да си бидат заедно. Тоа е ВМРО ДПМН, тоа е Никола Груевски, тоа е Зоран Ставревски, луѓе кои што кои ќе ветат нешто, ветеното го исполнуваат. И овој тим што денес е овде во вашето село, ќе работи само и само во интерес на граѓаните.
некако Заев во интерес на неговите фирми, на неговите бизнеси, никој од нас не зел ни денар од државата и од потта на народот. Пред малку бевме во Дабиле и таму ни кажаа за неговата фабрика, како ги крил работниците, не ги пријавувал. Тоа ли е вистински човек кој што живее крадејки, лажејки и мамејки ги луѓето? Човек кој што ги зголемува своите бизнеси секој ден, благодарение на тоа што ја користи маката на другите. Јас сум убедена дека на овие избори сите вие ќе му кажете не на Заев, ќе му кажете не на човекот кој што беше аболициран за криминал тежок 8 милиони евра, ќе му кажете не на Бранко Црвенковски, кој што безсрамно из Македонија оди и вели Груевски и владата на Груевски и сите околу него лажат, крадат и ништо не градат. А заборави Бранко Црвенковски дека го украде целиот македонски народ, заборави за страшната приватизација, заборави дека неговиот премиер Хари Костов пред целата македонска јавност си даде оставка и кажа: јас си давам оставка затоа што не можам да се справам со криминалот во моите редови. А неговите редови кои беа? Радмила Шекеринска, Владо Бучковски и сите други министри денес што заедно со Заев се шетаат низ Македонија. Тоа е вистинскиот лик на СДСМ. Луѓе кои што нон-стоп го штитат криминалот. И сега нема да ни биде чудно и не ни е чудно кога Велие Рамковски пред некој ден кажа дека на 5 јуни тој ќе бил слободен. Значи тој мисли дека Бранко Црвенковски ќе победи и повторно криминалците ќе царуват во Македонија. Јас сум убедена дека вие тоа ќе го казните и ќе дадете вистински одговор. Победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Да сте здрави и живи. Добро вечер, балдовци, добро вечер, ВМРО, ДПМН. Доаѓајќи навака, искрено да кажам, се почувствував како во да влегувам во некој филм од 19-тиот век или оние на Милчо Манчевски кој што ја прикажуваат Македонија како некој темен вилает и не можам да сватам зошто луѓето во овие куќи треба да живеат во ваква темнина. Додека глобал свети од сите страни и дури темните стакла ги направиле да светат од сите страни, а и плоштадот кој што личи како оние во Тирана од 70-тите во Сивило, двете заедно ако ги земете чинат 14 милиони евра. Со 14 милиони евра веројатно можеше 14 населби, би рекол, не е ова населено место Балдовци, може да се поврзат поубаво со Струмица, можеше да се изгради атмосферската канализација која што овде Зоран Заев ви има ветено барем едно 10 пати. Можеше многу повеќе да се направи за граѓаните, за и граѓаните во Балдовци да ја почувствуваат таа европска Струмица за која што градоначалникот толку многу зборува. Но со тие 14 милиони веројатно ако се потрошија за Балдовци немаше да останат доволно за кланот на Заеви. Да ве потсетам само, Заев почна со политика 2002 година и во тоа време имаше една семејна бакалница тука во Струмица и тоа е сосема добар регуларен бизнис како и сите други семејни бизнеси, нели? Ама да ве прашам домаќини од Балдовци, дали вие со вашите две вредни раце и со трудот ваш било каде да работите, дали во некоја фабрика, дали во земјоделието или трето, дали можете за 8 години да направите она што Заев го направи, да купите 10 фабрики, да купите 10 автомобили, да купите 10 стамбени и деловни згради, да ја купите пола Струмица и четвртина од југоисточна Македонија. И дали можеме тоа да го направиме со честна работа? Јас мислам дека одговорот е јасен. Никој од нас тоа не го направил, ниту може да го направи. Но јасно и тоа дека само со криминал тоа може да се направи. И затоа му требаше на Заев Бранко Црвенковски со аболиција да го спасува, да не заврши таму кај што треба да заврши. Ама треба Зоран Заев да знае, правдата кога тогаш ќе го стигне. Кога тогаш правдата ќе го стигне. Политиката е работа со која што треба да се занимаваат сериозни луѓе. Ако не си способен да влезеш во политиката за да го исполниш тоа што го ветуваш, подобро е да стоиш настрана, бидејќи треба да поминеш и меѓу граѓаните, да ги погледнеш во очи после тоа. Ние доаѓаме од место во место и секаде гледаме
бројна поддршка, голема енергија, голема љубов кон нас, што ни изразуваат граѓаните на начин кој што покажува дека не се изневерени нивните очекувања. Иако и тие и ние знаеме дека минавме низ исклучително тежок период. Навистина беше многу тешко во овие 4,5 години, од кои 2,5 години беше светската економска криза да се води земјата. Ние не се жалевме, ние стегнавме заби, ние работевме двојно повеќе од што претходно работевме за да ги оствариме целите што ни беа. Тие беа да се спречат масовни отпуштања од работа, да се спречи банкрот на државата како што се случуваше во други држави, да може да се дадат парите за земјоделците, да може да се спасат фабриките. На крајот можам да кажам дека успеавме, иако сега после битка нели сите генерали се паметни и сите знаат како требало да се води економијата. Меѓутоа ги немаше тогаш кога беше најтешко, кога се залагаа со девалвација да ги решаваме прашањата, што би значило дополнително осиромашување на граѓаните. Ние така не работиме. Ние во најтешките времиња и тогаш кога едва ги собиравме приходите во буџетот, така како што ветивме, ги зголемивме платите, ги зголемивме пензиите и цели 260 милиони евра субвенции за македонските земјоделци беа исплатени и во текот на светската економска криза. ВМРО ДПМН, тоа што го ветил, тоа што е напишано во програмата, до последна бројка го исполни. Меѓутоа тоа не значи дека не сме свесни, дека се уште има голем број на граѓани кои што не ги почувствувале резултатите или кои што се уште имаат поголеми очекувања и треба да имаат поголеми очекувања. Знаеме дека има и членови на ВМРО ДПМН кои што можеби заради лични причини се разочарани што не им се подобрил животот во овој период или некои други работи. Меѓутоа размислете дека во овој период, со оглед на тоа што беше светска криза, со оглед на тоа што имаше цели држави што пропаѓаа, направивме многу, направивме речиси се од она што го ветивме во нашата преродба. Струмица доби 5 факултети, Силвана зборуваше за тоа. Кога Струмица претходно имала 5 факултети на кои што може вашите дечиња, вашите деца, вашите студенти да студираат без да мора да трошите огромни пари да ги праќате по Скопје? Кога се реконструирале патишта толку колку што сега се реконструираат, патот према Дојран, патот меѓу Струмица и Радовиш? Кога се правил пат од Куклиш до Банско и колку генерации на политичари претходно го ветиле? Ние застанавме на бината во Куклиш пред 2-3 години кога го ветивме патот, еве го денеска има пат меѓу Куклиш и Банско. Затоа една работа сакам да ви кажам. Вие сте луѓе што имате и гордост и достоинство. Може би по нешто од нас сте разочарани или може би не сме стигнале се да завршиме. Но не доаѓаме кај вас да го купуваме вашиот глас со бедни 100 грама кафе и со локум. Замислете кој е навреда за луѓето ова што го прават социјалдемократите. Во 21. век да одиш од врата на врата и да нудиш кафе и локум за да ја придобиеш довербата на некого. На луѓето од денешно време не им треба кафе и локум. Секој ќе си купи кафе и локум. Да не речам, кај мене во Охридско, кај што сум роден, кафе и локум на задушница се носи. Народот е жив и здрав, фала Богу, можеби политички ќе го погребеме СДСМ на 5 јуни, можеби тоа е символиката. Но друго сакам да кажам. Во денешно време треба политичарите да ги цените и довербата да им ја давате. Ако прават за вас нови патишта, ако прават нови училишта, ако реконструираат болници, ако се носи опрема во болниците, ако се поправат опожарениот театар, ако умееме да донесеме поголеми плати, поголеми субвенции за земјоделците, повеќе инвестиции за да се отворат работни места. Нашите деца сакаат да студираат во модерни универзитети. Нашите млади сакаат да имаат физкултурни сали и спортски сали на кои што толку многу инсистираме и за кои што толку многу не критикуваат. Тука има многу родители, еве јас да ја објаснам зошто толку многу инсистираме на изградба на тие сали. Затоа што младите денеска, децата наши, многу тешко е да ги воспиташ. Јас сум родител и знам колку е тешко едно дете да воспиташ. Не е работата само да израсте, нели? Треба да израсте во здрава личност и психофизички, меѓутоа и интелектуално и емоционално и во секој поглед.
За да го воспиташ детето, не е доволно само да тоа е умно, да знае да работи на интернет, на Facebook да виси и да четира. Сите тоа го знаат децава. Ама треба да се изгради здрава личност. Да се изгради здрава личност треба да разговара повеќе со родителот, треба да се дружи со други деца. Треба да научи да спортува, треба да научи да се бори во животот, треба да научи да победува, но и да трпи порази. Сето тоа го нуди спортот, дружењето со децата, надпреварувањето, и затоа градиме физкултурни сали, и затоа градиме повеќе наменски игралишта, и затоа вложуваме толку во нашите млади и во спортот и во физичката култура. И затоа не поддржуваат и родителите. И ние нема да дојдеме кај вас со кафе, нити ќе дојдеме со локум. Ние ќе дојдеме со нашата програма, со манифестот во кој што има 1200 проекти. Проекти за Струмица, проекти за цела Македонија, проекти со кои што директно се придонесува за подобрување на стандардот на граѓаните, проекти со кои што за земјоделството се предвидени нови 670 милиони евра субвенции, проекти со кои што за пензионерите предвидуваме ново покачување на пензиите за цели 30%. А за пензионерите што имаат пониска пензија од 10.500 колку што е просечната, ќе овозможиме бесплатно да се лекуваат во здравствените установи, значи да не плаќаат никаква партиципација. За оние кои што го немаат решено стамбеното прашање или сакаат да изградат дом, ВМРО ДПМН во програмата има два проекти со кои што се предвидува, со едниот проект се предвидува половина од месечната рата за кредит што ќе го земете во банка во вредност до 50.000 евра ако е кредитот, половина од месечната рата во првите 5 години ќе ја плаќа владата на ВМРО ДПМН. За да можат младите да не живеат во семејни заедници денеска, да можат да се решат да си оформат семејство, да имаат потомство. Вториот проект што е сличен на овој, кога граѓаните сакаат да земат кредит во банка, банките бараат 25% учество. Значи ако кредитот е 50.000 евра, треба 12.500 евра да се обезбедат за учество. Со програмата на ВМРО ДПМН е предвидено половина од тој износ, значи 6.250 евра ќе даде владата, половина граѓанинот. Ете така ќе го решаваме проблемот на младите луѓе на стекнување на собствен дом. За тоа ние се бориме. Затоа, почитувани жители на Балдовци, кога ќе доаѓаат сите политичари, вклучително и Заев и Бошковски и другите што доаѓаат да го барат вашиот глас, баталете што зборуваат, Може би ќе кажат и поубави работи од ова што го кажувам. Може би ќе ви ветат мет и млеко. Еве, гледам Шекеринска ветува 9.000 денари плата. Не беше доволно што по еден вработи од семејството, сега уште и платата им ја покачија 9.000 денари. Можеше и 10 да даде, и 12. Тоа што го кажува Шекеринска во превод, да кажам, јас сум економист, значи дека преку 25.000 текстилни работници ќе изгубат работата во Република Македонија. Текстилните работници кои што денес примаат плата 6-7-8.000 денари, ако им ставите во закон на нивните работодавачи дека 9.000 денари мора да е платата, тие ќе ги отпуштат половина од текстилните работници, чевларските работници и многу други. Значи луѓето се спремни од СДСМ да ветат се само за да го добијат вашиот глас и се разбира потоа да излажат, да не го исполнат. Затоа ми беше зборот: не верувајте на политичарите што зборуваат, зашто сите главно добро зборуваат. И тие што не биле многу талентирани учат со тек на време, па стануваат добри оратори. Но верувајте само на делата, на она што го направиле за вас кога имале шанса да го направат. И ако така размислувате, а сигурен сум дека така ќе размислувате на 5 јуни, зашто вие сте помудри од секој политичар, знаете добро да ги одмерите работите. Ако така размислите, ќе видите дека масовно на 5 јуни вие и цела Македонија ќе ја даде поддршката за ВМРО ДПМН, за Никола Груевски да биде иден премиер на Република Македонија. Да сте ми здрави и живи. Следниот пат кога ќе дојдам овде да светат сите светла, да имаме асфалтирана улица, атмосферска канализација, да има подобар живот за вас и за вашите семејства. Да живее Струмица, Балдовци и цела Македонија. Да живее ВМРО ДПМН. Da li ste za pobeda? Da.
за победа на програма со цврста гаранција. Да, за победа на изборни ветувања, кои докажано се исполнуваат. Да, за победа на суштински реформи. Да, за победа на нови над 1200 проекти за развој на Македонија. Да, за победа на принципот на отчетност и одговорност за ветеното. Да, за победа на трудолюбивоста и посветеноста за исполнување на напишаното. Да, за победа на манифест за реформи и развој. Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ 2011-2015. Прочитај програмата на vmro.dpmne.org.mk.